Канцеларијата на Фондот на Обединетите нации денеска го одбележува Светскиот ден на населението. Годинава темата е планирање на семејството како човеково право. Светскиот ден на населението за прв пат се одбележа на 11 јули 1990 година во повеќе од 90 држави од светот. Основната цел беше да се зголеми свесноста за итните и важни прашања поврзани со светската популација, особено во контекст на севкупниот развој и на планирање на семејството. План за семејство? Да се планира колку деца да се има, семејството да се издржува и така. Треба, без план не бива ништо, бате. Шо да прави? Мора да се планира. Потребно е најголемо да имаме, ние исчезнаваме македонците. Сега нешто децата многу каснат со формирање на семејството. А треба да се планира? Нормално дека треба да се планира, точно треба да се планира. Зашо треба да се планира? Па треба да се планира према буџето, према можностите, нели? Какви можности имат у фамилијата, према повеќе ситуација да може да се издржуваат децата. Генералното собрание на Обединетите нации со резолуцијата 45/216 на 21 декември 1990 година е донесе одлуката Светскиот ден на населението да продолжи редовно да се одбележува низ целиот свет и јакнејќи ја свесноста за прашањата поврзани со светската популација. Меѓународната конференција за човекови права на Обединетите нации пред 50 години го прогласи планирањето на семејството за човеково право, за да денес е широко прифатено како основа за бројни права. Оттаму правото на планирање на семејството вклучува уживање и на други права како што се правото на здравје, на образование и на достоинствен живот. Пристапот да се обезбеди доброволно планирање на семејството има централно место во јакнење на родовата еднакост и е клучен фактор за намалување на нееднаквостите и сиромаштијата. Обезбедување на универзален пристап до здравствени услуги за репродуктивно здравје, вклучително и планирање на семејството, го забрзува напредокот на државата кон намалување на сиромаштијата и остварувањето на глобалниот развој, посочуваат од Фондот на Обединетите нации. Инаку бројот на населението за период за една година приближно се зголемува за околу 100 милиони жители, а милиони жени на светско ниво се уште не добиваат пристап до безбедат ефикасни методи за планирање на семејството.